Благодарам почитуван председател на Националниот совет за европски интеграции господин Николовски, почитуван председател на Комисијата за европски прашања господин Адеми, почитувани членови на овие две важни тела, Националниот совет и на Комисијата, почитуван амбасадоре на Европската унија во Република Северна Македонија, почитувани пратеници, почитувани присутни. Пакетот за проширување на Европската комисија оваа година по повеќе аспекти се разликува од претходните, кои што стратегијата за проширување и извештаите за напредокот на земјите кандидати ги сместуваат во еден посебен геополитички контекст. На ова секако, како што спомна и амбасадорот, влијаеше и влија и војната во Украина, но и актуелниот период војните действија на Блискиот Исток, кој иницира околности наметна повторно отварање на прашањето за проширување на Европската унија, поскоро можеби и од очекуваното. Оваа определба на Брисел потикна уште две сериозни новости кои го определуваат и новиот пристап за забрзување на процесот на проширување на Унијата. Првата е проширувањето на пакетот на држави кандидати кои се опфатени со најновата стратегија за проширување, кои што сега покрај 6 држави од Западен Балкан ги опфаќа и Украина, Молдавија и Грузија. Втората исклучително значајна новина е планот за раст на економиите на Западен Балкан, кој што со вкупен буџет од 6 милиарди евра за Западен Балкан, но и од 30 милиарди евра до сегашна помош преку различни инструменти, се алоцира и се забрзува поддршката на Западен Балкан кон напатот кон Европската унија. Планот за раст има за цел и да воведе дополнителна динамика во евроинтеграцијските и во реформските процеси на земјите од овој регион, вклучувајќи и Република Северна Македонија. Со овој план Европската унија демонстрира силна посветеност и одлучност со значајна финансиска поддршка да го поддржи забрзувањето на реформите, особено во делот на прилагодување на стандардите на економската стабилност, фискалната контрола, фискалната политика, но и темелните вредности. Со 1 милиарда евра потенцијално достапни издвоени за Северна Македонија располагаме со средства за финализирање на реформите по европски терк и намалување на разликите во економскиот развој со државите членки од Европската унија. Овој план овозможува да и користиме придобивките на слободниот и единствен европски пазар како една од слободите на Европската унија, уште пред нашето зачленување во Европската унија. Овој план е резултат на нашите заложби и нашите барања. Тоа значи дека сме биле во право и како држава кога го побаравме ова и кога укажавме дека имаме многу аргументи, дека можеме да се вклучиме во некои аспекти на Европската унија и пред членство. Особено во подготовка на развојот на функционална пазарна економија, како што е нотирано во извештајот од оваа година. Согласно динамиката за реализација на овој план, заедничка цел наша и на Европската унија е веќе во април наредната година, 2024, да имаме и прв трансфер на средства од оваа програма кон Северна Македонија, доколку заедно ги завршиме дел од потребните реформи. Планот за раст е финансиска, но и политичка инвестиција на Европската унија во Северна Македонија, која што изрази јасен став дека има потреба и сака да ја види нашата држава во европското семејство. На ова треба да гледаме и како подадена рака за остварување на оној наш концепт и оној наш план и заложба за членство на Северна Македонија во Европската унија до 2030 година. Финансиската поддршка за планот за раст, значи побрзи и поефикасни реформи, паралелен реформски процес со процесот на преговори и помош во отварањето и затварањето на преговарачките кластери и поглавја. Посветеноста на реализацијата на овој план и прв трансфер на средства за само неколку месеци се гледа и преку ангажманот на Европската комисија. Веќе утре генералниот директор на Директоратот за соседство и преговори за проширување господинот Хертјан Копман во соработка со Министерството за финансии и Секретаријатот за европски прашања организира регионален состанок на сите министри за финансии и главни преговарачи со Европската унија од нашиот регион, кој подетално ќе го објасни и ќе работи на детализирање на овој план.
Почитувани, најважната порака од пакетот за проширување од извештајот на Европската комисија како и од овој план за раст е дека не смееме да си дозволиме да ги пролонгираме роковите и да ги одлагаме задачите ниту ден подоцна. Одлагањето или ставањето во неизвестност на преговарачкиот процес и на членството на Северна Македонија во Европската унија го става во неизвестност и реформскиот процес според ЕУ стандардите. И во овој најнов извештај за реформскиот напредок во Северна Македонија, Европската комисија запиша дека државата ги спроведува чекорите согласно ЕУ стандардите и секојдневно работи во исполнувањето на обврските. На укажувањата и критиките на извештајот гледаме како на препораки за утврдување приоритети во наредниот период и како важен показател за она што треба да го направиме. Комисијата, како и секогаш и овој пат, дава објективен пресек на состојбите и напредокот во реформите, но и слабостите ги идентификува во областите каде треба да зголемиме напори и да испорачаме повеќе резултати. Ние објективно го согледавме и веќе сме укажале на проблемот на функционирањето, на пример, на Судскиот совет, и затоа и побаравме оценска мисија од Европската унија која веќе се спроведува и која треба да даде конкретни препораки како да се подобри работата на ова тело. Ни престои секако анализа на наодите и имплементација на препораките кои што треба да се спроведат во оваа, но и во сите други области, не само во правосудството, туку во многу поширок спектар на теми. Во делот на функционирањето на демократските институции, Европската комисија посочува дека е потребно да имаме конструктивен и инклузивен политички диалог во собранието, особено за прашањата поврзани со реформите врзани со Европската унија. Европската комисија во извештајот укажува на потребата и да се донесат уставните измени, но и обврските од диалогот Жан Моне. Се бара и од оние политички партии и пратеници кои што работат на активна блокада на собранието, таа блокада да ја отклонат. Тоа го бараме и ние одамна, на тоа инсистираат и граѓаните, а сега и Европската унија. Од овие укажувања произлегува дека обструкциите го забавуваат исполнувањето на условите за продолжување на преговорите за членство и од тоа не може да се избегне одговорноста колку и да сакаме. Исто така, прифаќањето на уставните измени останува предуслов кој не може да го прескокнеме, колку и да сакаме да го дефокусираме на други теми. Одговорноста на сите политички партии, особено на опозицијата, за овие теми што ги наведов, треба да се дискутира не само за да се ги кажеме работите како што се, туку за да извлечеме поуки кои што ќе не одведат во пофункционално собрание и поефикасна влада во реформскиот процес. Тука нема никакви дилеми дека одлуките по сите овие прашања се во наши раце, во раце на нашите институции. И само од нас ќе зависи како во следен чекор ќе се поставиме и каква динамика и тек ќе заземат преговорите. Да се надеваме дека од предлогот на преговарачка рамка, кој што беше усвоен минатата година, ќе извлечеме нов или ќе се преговара подобар, е навистина неодговорно и несериозно. Ние сме веќе пред втората фаза на преговорите, што ја потврдува и констатацијата на комисијата што ја сподели евроамбасадорот, дека процесот на скрининг се одвива непречено и успешно, а дека државата и владата покажуваат високо ниво на посветеност. Секој одлагање, стопирање и отварање на нов процес за утврдување на некаква нова рамка е неодговорно и несериозно. Особено за едно вакво стратешко прашање од посебен и исклучителен интерес за граѓаните. Владата постојано останува отворена за диалог со сите политички партии и со опозицијата за заеднички консултации кога се во прашање стратешките интереси и членството во Европската унија. Искуството на земјите членки на Европската унија вели дека најдобро се бранат интересите ако сме во унијата. Затоа е навистина време да ги надминеме партиските разлики и заеднички да работиме на овие реформи. Во придонес во оваа насока можам да ви кажам и дека овој понеделник што измина, Шпанското председателство со Советот на ЕУ ни достави писмо со која повикува Република Северна Македонија да ги достави патоказите кои што се наша обврска која произлегува од преговарачката рамка за пристапување кон Европската унија, усвоена на 19 јули 2022 година.
со цел нивна подготовка на начин наведен во самото писмо, преку суштински консултации и преку инклузивен процес, имам намера да предложам и веќе предложив одржување на заедничка седница на Националниот совет и Комисијата за европски прашања при собранието заради разгледување и дискусија на овие документи, нацрт патока за владење на правото и нацрт патока за реформа во јавната администрација, а паралелно ќе одржиме консултации со граѓанското општество, стопанските комори и академската заедница. Скрининг процесот ни дава основа за дефинирање на идните реформски приоритети од агендата кои треба да се спроведуваат и за кои неминовно е потребен широк консенсус. Во оваа насока работиме на подготовка на патоказите и уверен сум дека ќе исполниме оваа заложба. Дозволете само уште една реченица. Оценката на Европската комисија за вкупната подготвеност на земјата за 23 година е добро ниво на подготвеност. Таа солидна константа ја имаме веќе неколку години наназад. Споредено со претходните извештаи, клучна разлика е тоа што, например, во 2015 година Европската комисија дава оценка за уназадување и тоа токму кај политичките критериуми, владење на право и слобода на изразување. Ако го земеме извештајот од 2016, државата тогаш беше означена како заробена, што де факто резултираше во соусловување на препораката за отпочнување на преговорите за членство, додека не бидат исполнети условите. Според ваквите оценки, никогаш не сме биле, условно кажано, две фази, две скалила поназад од тоа што го имаме денес во 2023 година. Овој извештај не содржи оценка уназадување на ниедно место. Ние имаме прогрес од 80% од поглавијата, а нема назадување во ниту едно поглавје. Во однос на подготвеност на поглавијата сме со соодветно ниво на подготвеност во 90% од поглавијата. Значи, нема уназадување во ниту едно поглавје, за жал има констатација дека нема напредок во 5 поглавја, но исто така со одреден напредок во најголем дел од поглавијата. Благодарам на вниманието и подготвени сме за дискусија во текот на расправата.